Од 16 часот денеска Скопје и останатите градови и места во земјата изгледаа вака. Заострениот полициски час кој почнува 5 часа порано ги испразни улиците. Викендов ќе биде уште поригорозно. Од петок од 16 часот до понеделник во 5 часот на граѓаните ќе им биде забрането излегување од домовите со исклучок на оние што имаат дозвола за движење. И покрај постојаното заострување на мерките, МВР секојдневно информира за прекршување на полицискиот час. Вчера вечер 35 лица не ја почитувале забраната за движење. Министрот за здравство пак апелира до граѓаните да се придржуваат до препораките. Сите имаме многу голема одговорност, сите граѓани. Мерките ако не се почитуваат нема да имаат никаков ефект. Имаме работа со болест која во некои случаи не знаеме кој дава многу тешка форма кај пациентите, порача Венко Филипче. Истовремено од неговиот ресор објавија препораки од кардиолозите кои сметаат дека срцевите заболувања го зголемуваат ризикот од COVID-19. Владата денеска прати и препораки до вработените во производствените капацитети. Клучно е да се одржи физичкото растојание. Надлежните не се согласуваат со тврдењата дека не помагаат на најпогодените сектори, угостителството и туризмот. Свесни сме дека голем број од компаниите од овие сектори се директно опфатени со кризата и од тие причини владата во вториот пакет на мерки истите ги дополни со нови мерки. Денеска на Скопскиот аеродром стигна донација од Турција, 50.000 маски, 1.000 заштитни скафандери и 1.000 диагностички тестови. Во понеделникот, американската администрација најави $1,1 милион за земјава наменети за справување со COVID-19.